Беше януари, што го завршија божитните пости, а јас се враќав од Цитумол со 15-ка и се сиднав кај џамба. Се уште го памтам тој ладен ветар што ја мамнав гради кога шоферот ја отвори предната врата на автобусот. И така премрзнат, тресејќи се, започнав да облекувам својата јакна. Не стигнав ни до пола облекувајќи го својот шал, кога од соседната страна на булеварот слушнав врескање. Тогаш направив нешто што никогаш во животот го немав направено. Го фрлив шалот на тротоар и не гледајќи ниту лево ниту десно на пешачкиот премин, се стрчав кон автобуската. Кога стигнав таму, ме пречека група луѓе и едно девојче легнато на тротоар. Ми треба едно 5 секунди да сватам што се работи во таа ситуација. Луѓето што тропаа на автобусот всушност сакаа да кажат дека девојчето кој што лежи на тротоарот има заглавено својата нога на задната страна на автобусот. Но шоферот, иначе мој чичко, го има изгубено видот на десното око и го има изгубено слухот на двете уши 90%. Но во таа ситуација, тоа го знаев само јас. Затоа се упатив кон предната страна на автобусот, влегов во кабината на шоферот и го стиснав копчето за отварањето на задната врата. На таа моја акција следуваше реакција. Ми мамна 2-3 шамара и една клоца. Кога искочив надвор целиот црвенет, луѓето ме пречекаа како херој, а девојчето, потскокнувајќи, доаѓаше некај мене. Се доближи до мене и ми кажа фала. Тогаш ме гушна. Во тој момент почна да поминуваат трески низ моето тело. Глистите во мојот стомак започнува да стануваат пеперутки кои што летаат. Тоа траеше една секунда, потоа таа ме пушти и ми рече повторно фала. Старите луѓе од страна ја советуваа да отидат на лекар. И јас реков: "Не се секирете, јас ќе однесам." И така ја фатив за рака и се упативме кон градската болница. Одејќи по пат, правевме муавет и прилично се зближивме. Најдовме доста заеднички особини, но ниту една различна. Пред влезот во болницата, таа рече дека веќе ногата не ја боли и ми предложи да седнеме на кафе во еден од околните кафичи. Јас се согласив. Отидовме и седнавме. Јас порачав топло макијато, а она нес и клуб сендвич. Бидејќи сендвичот го донесува пред кафињата, кога стигна кафињата, она беше го имаше изедено. Па затоа порача уште еден клуб сендвич. И така разменивме телефони, Facebook и најдовме уште повеќе заеднички работи. Во себе си изборев: не смеам да испуштам оваа девојка. После неколку часи седење и зборење, решивме да побараме сметка. Тогаш келнерот ја донесе сметката, ги извадивме своите новчаници, договорот беше да платиме отприлика пола, секако ја повеќе. Таа ме погледна и ми рече: "Носам само 23 денари." Јас се свртем кон неа и оштро реков: "Ти не си луда? Со 23 денари дојде да пиеш кафе со мене. Изеде 2 клуб сендвича и тоа во најскапиот кафич. Тебе не ти фали нешто, девојче?" Си станав и си отидов. За среќа тогаш никогаш не ја видов. Глупача.